Македонија денес е земја која се развива, дом во кој има место за сите луѓе, оние кои се тука, но и оние кои заминале надвор. Ни треба секој родом од Македонија кој сака да придонесе за татковината. Ни треба секој кој научил нешто надвор и е подготвен тоа да го вложи дома. Ни треба секој кој верува дека оваа земја може и мора да биде подобро место за живење, порача премиерот Христијан Мицкоски на форумот на повратници во државата што се одржа во владата. Зборувам, рече Мицкоски, пред луѓе кои носат посебна тежина во општеството, кои знаат татковината и од внатре и од надвор. Луѓе кои заминале, не затоа што сакале да ја напуштат татковината, туку затоа што животот, времето и околностите ги натерале да бараат подобри услови, сигурност и перспектива. И како што нагласи, луѓе кои се вратиле и тука почнале нова успешна приказна. Смета дека колку и да се македонците успешни низ светот и каде и да се, секогаш ќе бидат дојденци. Само дома си свој, само дома твоето име, твојот труд и твојата приказна имаат длабоки корени и трајна вредност. Вие што денеска сте тука сте жив доказ за тоа. Покажавте дека знаењето и искуството стекнато надвор не се губат кога ќе се вратите, туку добиваат смисла, истакна македонскиот премиер. Како влада додаде, обврскани е да создаваме услови да обезбедуваме стабилност, правна сигурност, поддршка за инвестициите и јасна насока за развој за сите. Министерството за финансии информира дека Трезорот продолжува со редовна исплата на налозите доставени од буџетските корисници до 15 декември 2025 година. Во изминатите неколку дена преку Трезорот се реализирани средства за субвенции за зелена нафта, овчарство, капитални проекти на коридорите 8 и 10D, исплата на 2 транши кон Развојната банка за поддршка на домашните компании, како и средства за примарна здравствена заштита и други тековни налози. Дополнително во текот на минатата недела се реализирани средства за проекти за самовработување во рамки на оперативниот план за вработување, како и поврат на придонеси кон заштитни организации, се наведува во соопштението од Министерството. Очекувањата на гувернерот на Народната банка Трајко Славески се дека годината ќе ја завршиме со инфлација од 4 или приближно 4%, како што и проекцијата на Централната банка. Во одговор на новинарско прашање по денешната пресконференција, Славески рече дека очекувањата за следната година се дека инфлацијата и понатаму ќе се намалува и ќе биде меѓу 2,5 и 3%, а на среден рок ќе се достигнат историски најниските нивоа од околу 2%. Инфлацијата имаше надолен тек во првите месеци од годината, на изненадување забрза неколку месеци. Но летото забележавме дека дури имавме месеци со дефлација, минус 0,2%. Така беше во август во однос на јули. Стабилизирањето го сметаме, вели Славески, дека нагорниот тренд не е преобратен, веќе имаме мали промени од месец во месец. Во октомври имаме раст од 4,5%. Проекциите и очекувањата упатуваат на тоа дека годишната инфлација за оваа година ќе биде во рамките на 4 или близу 4 проекти, порача Славески. Председателот на Србија Александар Вучиќ објави дека е постигнат договор за продолжување на договорот за снабдување со газ за следните 3 месеци, со што се обезбеди енергетската стабилност на земјата во текот на зимата. Имаме договор за продолжување на договорот за газ за следните 3 месеци до 31 март. Луѓето нека спијат мирно. Србија ќе има електрична енергија и доволно газ за предстојната зимска сезона, рече Вучиќ. Тој неодамна истакна дека енергетиката е најважната област на националната економија и објави планови за изградба на клучна инфраструктура. Треба да изградиме интерконектор кон Македонија. Што се однесува до гасот, треба да изградиме производствен цевковод. Покрај гасниот интерконектор кон Романија, треба да изградиме и нафтовод кон Романија, изјави српскиот председател. Тајландските и камбоџанските представници започнаа 4-дневни разговори на граничниот премин меѓу двете земји, со цел да се стави крај на смртоносните судири. Се очекуваше состанокот во тајландската покрајина Чантабури да биде одложен, откако Камбоџа побара промена на местото на одржување. Камбоџанската влада објави фотографија од двете делегации и рече дека разговорите започнале со цел да се обезбеди прекин на непријателствата, враќање на стабилноста и олеснување на брзото враќање во нормала. Долготрајниот граничен конфликт меѓу Тајланд и Камбоџа повторно се разгоре овој месец, прекршувајќи ги претходното примирие, при што загинаа повеќе од 40 лица.
и се раселени околу 1 милион луѓе. Разговорите треба да траат до сабот. Портпаролот на Тајландското министерство за одбрана им рече на новинарите дека Банкок вистински се надева дека состанокот ќе има позитивен исход. Тој рече дека неговиот успех зависи од искреноста на камбоџанската страна, зборовите и делата. Банкок претходно побара Пном Пен прво да прогласи прекин на огнот и да соработува во напорите за деминирање на границата. Конфликтот произлегува од територијален спор околу демаркацијата на нивната граница, долга 800 километри, и неколку урнатини од антички храмови лоцирани на границата. Иако стапката на невработеност во Македонија е намалена за 12,5%, економијата се соочува со сериозен недостиг на квалификуван кадар. Најбарани се работници со дигитални и зелени вештини кои се уште тешко се наоѓаат на домашниот пазар. Вистина е дека според универзитетскиот професор и експерт на пазарот на труд Димитар Николовски, позитивните бројки ја кријат длабоката структурна слабост. Растот на платите и вработените е охрабрувачки, но не е доволен за стабилен економски развој. Доколку продуктивноста не го следи растот на платите, предупредуваат експертите, повторно може да се отвори инфлаторна спирала. Вистина е дека токму јазот меѓу потребите на компаниите и реалните вештини на работната сила е најголемиот предизвик во моментот. Проекциите за 2026 година најавуваат важни економски и законски чекори. Во март се очекува редовно согласување на минималната плата, како е поефикасна примена на законот за сезонски работници. Вистина е дека се планира нов закон за социјални предпријатија, како и регионален развој преку паметна специјализација. Економистите порачуваат дека без јасни применливи стратегии земјата ќе остане ранлива на глобални шокови. Домашното производство се наметнува како клучно решение за намалување на увозната зависност и ценовните притисоци. Вистина е дека вистинското прашање е дали Македонија ќе инвестира во знаење и продуктивност навреме или ќе дозволи растот да се претвори во нов економски проблем.